Ниту молкот, ниту бегањето од јавноста ќе го спасат ДПМН од пропаста што ги очекува. Со стари излитени режимски кадри, нова иднина не бидува. Кандидатот за градоначалник е поранешен директор на Центарот за јавно здравје во Битола. Го назначила владата предводена од Никола Груевски. Ама изгледа не бил само директор. Коњановски вторден не одговара дали одгледувал и 30.000 цреши во атарот на село во Преспа, на државен имот даден под концесија. Дали добивала субвенции фирмата што ја добила концесијата, а со која раководел негов близок роднина. Дали дел од оваа фирма била подоцна продадена на лице од Арачиново непосредно по промената на власта. Груевски, Мицковски, Талески и Коњановски се една иста матрица. Режимски кадри кои не можат да донесат иднина во Битола.